Еве имаме чест да промовираме еден настан кој што го работиме на правниот факултет во рамките на предметите еколошко право и граѓанско општество. Идејата на овој настан кој што се однесува на, односно е научна трибина на тема право на чиста и здрава животна средина е студентите да бидат инволвирани во конкретна тематика која што има поширок општествен импакт и тематиката се однесува на прашања од важност за здравата и чиста животна средина, нешто што е важно и во делот на апроксимација на европското законодавство, меѓутоа и на имплементирање на одредени стандарди кои што се важни за квалитетот на живот на луѓето. Од аспект на човекови права се работи за едно од елементарните човекови права, за што ќе зборуваат студентите. Имаме денеска различни тематски презентации кои што се однесуваат на заштита, управувањето со отпад во источниот плански регион, кейс стади Велешка топилница, студија на случај исто така имаме за рудниците во Струмица и во Ландово и Гевгелија, понатаму рудниците во Србија и загадување на воздухот во Скопје. Значи повеќе теми покриваат студентите и идејата пак од аспект на граѓанско општество е ние да го поттикнеме тој граѓански активизам и јавниот интерес како примарен интерес кој што би требало да биде заштитен како таков и да го унапредиме квалитетот на живот воопшто. Денеска имаме настан на правниот факултет во организација на професори и студенти од трета година на правните студии, кои што ќе говорат на една тема која што е исклучително важна за современото општество, тоа е заштита на животната средина и еколошките предизвици во нашата држава. Студентите ќе говорат на теми, колегата претходно веќе ги спомена, погенерално ќе ги опишам, значи кои се предизвиците во заштита на животната средина, во поглед на медиумите на животната средина, тоа се вода, воздух и почва, управувањето со отпадот, климатските промени и ќе додадам тука и улогата на демократијата во остварувањето на правото на здрава животна средина, поточно имплементирањето на Архуската конвенција, која ние како држава ја имаме ратификувано веќе од поодамна. Значи, оваа конвенција го гарантира правото на граѓаните за пристап до информации со животната средина, учество на граѓаните во донесувањето на одлуки кои што се однесуваат на животната средина и пристапот до правда кога претходните две права на граѓаните се прекршени. Акцент на денешната трибина ќе биде ставено и на останатите позначајни меѓународни еколошки документи, кои што ние како држава ги имаме ратификувано, тргнувајќи од Стокхолмската декларација за животна средина од 1972 година, па се до поновите Парискиот договор од 2015, Европскиот зелен договор и Европскиот закон за клима. И исто така акцент студентите ставаат и на националното законодавство, тргнувајќи од Генералниот закон за заштита на животната средина од 2005 година, како и секторската заштита, односно секторското законодавство. И веднаш тука уште на почетокот ќе кажам дека ние тоа всушност и на предавањата го зборуваме со студентите, а и денеска тоа е добро ни своите излагања ќе го потенцираат, дека Република Северна Македонија има, што се однесува до законската рамка, имаме добра правна норматива, меѓутоа проблемот е во имплементација на законодавството, значи станува збор за една комплексна сфера, комплексно законодавство, постои недостаток на политичка волја и исто така потребен е позасилен мониторинг на животната средина, како и позасилен инспекцијски надзор во оваа област. Значи, идејата се вроди како резултат, идејата е всушност на професорот Страшко Стојановски и воедно јас му благодарам, значи, што и мене како ментор на студентите ме вклучи во овој настан, што бидејќи можам исто така со своето знаење како професор по еколошко право да придонесам во денешната дискусија. Студентите реков говорат на повеќе теми, особено сум горда на нив бидејќи тие излегуваат од теоретските рамки и ги поврзуваат своето теоретско знаење со практичните проблеми и предизвици кои што се појавуваат нели во секојдневното живење за овој и тоа како особен значителна област на правна заштита, тоа е животната средина. Јас се надевам дека од денешната дискусија ќе излезат заклучоци, препораки, ќе се вродат иницијативи и ќе се
појават идеи за и понатамошни други истражувања, не само со студентите од правен факултет, односно од правните студии, туку и со останатите студенти, бидејќи сите заедно, значи пораката која што сакаме денеска да ја пренесеме е дека заштитата на животната средина е заедничка одговорност, значи не само студентите, туку сите граѓани, институциите, приватниот сектор, сите заедно треба да застанеме во остварувањето на ова уставно загарантирано човеково право, правото на здрава животна средина. Целта на овој наш проект насловен на право на чиста и здрава животна средина е да истакнеме важноста на ова право, опфаќајќи ја правната рамка со која што истото се регулира како во Република Македонија, така и на европско ниво, каде централното место го зазема Европската Унија преку низата документи, односно директиви и пропишани стандарди. Во активност учествувавме вкупно 11 колеги, со тоа што секој од нас покрива соодветна област, односно соодветна тематика од која ја опфаќа заштитата на животната средина. Како што кажа и професорите, опфаќаме реални проблеми со кои што граѓаните се соочуваат во секојдневниот живот, како што се проблемите со отпадот, со дивите депонии, со аерозагадувањето, со родниците, ја споменуваме и топилницата во Веле, се прошируваме на едно пошироко ниво со тоа што имаме пракса и од Србија. Исто така имаме анализа и на судски пресуди од апелационите судови и од управниот и Висшиот управен суд на Република Македонија. И секако, нашата крајна цел е, покрај тоа што сакаме да ја истакнеме важноста на ова право, да ја подигнеме свеста на граѓаните за заштита на животната средина и воедно и да ги охрабриме, да ги искористат сите можности, па и сите можни правни лекови кога се соочуваат со загрозување на правото на чиста и здрава животна средина. Ja ću ovde govoriti konkretno o studiji slučaja Rio Tinto, odnosno projekat Jadar, koji je već pune 23, još malo i 24 godine prisutan u Srbiji i dovodi niz problema, nesuglasica od strane vlasti, javne struke, onda aktivista, nevladinih organizacija. Dakle, postoji problem netransparentnosti, neustavnosti, nezakonitosti, kao i različite vrste malverzacije, propagande i manipulacija od strane same kompanije.